еве сме со топ тема на ваша страна. Во Македонија референдумот е уставна категорија, регулирана со членот 73 од Уставот. На Македонија референдум може да се распише по претходно гласање на мнозинството парламентарци или пак собранието е должно да распише референдум кога предлог ќе поднесат најмалку 150.000 избирачи. Одлуката донесена на референдумот е задолжителна. Формите на референдум се уредени со Уставот, Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните од 2005 година, Законот за локална самоуправа, исто така од 2002 година. Меѓутоа и покрај сите овие уредености, деновиве има дилеми кои се наметнаа по изјавите на премиерот за тоа каков референдум треба да има за да излезат граѓаните и да гласаат за договорот со Грција. Конфузија се направи околу прашањето дали референдумот треба да биде задолжителен или консултативен, каква треба да биде излезноста, колку мина треба да го поддржат. За сите овие дилеми и точните информации вечерва со мене се господинот Тито Петковски и господата кои што беа подпредседател на Државната изборна комисија Александар Новаковски, Супхија Купи. Ви благодарам што сте овде тука и еден стручен тим можам да кажам за да одговори на прашањата кои навистина направија конфузија, затоа што мислам малце дека брзоплето и неспремно премиерот одговараше на прашањата и ја постави дилемата каков референдум е потребен. Господине Петковски, во времето на независноста, референдумот од 1991 година, кога граѓаните се изјаснија за независна Македонија, е оној кој што е сличен или на кој што треба да личи овој сега, и референдумот за територијална поделба од 2004 година. Првиот беше успешен, вториот неуспешен. Какви всушност референдуми беа тоа, односно каков овој треба да биде, за да нема дилеми и да не поставуваме прашања неуки и ние новинарите, а и тие што ни одговараат? Па видите, во Уставот, особено во Законот за референдум, многу јасно стои недвосмислено дека референдумот е облик на непосредно изјаснување на граѓаните. Какви видови? Спомнавте првиот референдум од 1991 година. Исто така јасно стои во Уставот дека само референдумите на кои што се решава околу менување на границите или влегување во сојуз или излегување од сојуз на држави се задолжителни. Значи, во сите други случаи може да биде така вика консултативни и така натаму, но овдека стои таксативно само за во тие два случаи референдум е задолжителен и во такви случаи мора да се обезбеди над 51% позитивно изјаснување од бројот на излезените запишани, од излезените и оние што гласале, а се запишани во избирачкиот список. Значи, само за тој вид референдум се бара такво мнозинство. Додека за сите други видови референдуми кои што може да бидат консултативни или така наречен претходен референдум, тоа значи да може да се консултират граѓаните пред собранието. Говориме нели за референдум на територија на целата држава, за да можат граѓаните да се произнесат по определено прашање од значење за државата пред да се донесе одлука или закон. Меѓутоа во случајов е донесена одлука и ратификација на има пишан договор, ратификување тој договор, донесење закон за ратификација на договорот и тој закон не може поинаку да се третира освен дека за таков закон референдумот е задолжителен. И по уште еден основ е овој референдум задолжителен затоа што и двете политички партии, најголеми ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз во изборните програми напишаа дека граѓаните ќе одлучат дали ќе дојде до промена на името. Значи, не станува збор за консултација околу можноста да се донесе некој закон или да се донесе политичка одлука, туку станува збор за одлука. Граѓаните треба да одлучат, во овој случај ја немам представа се уште како би гласало, да речеме, референдумското прашање, граѓаните треба да се одлучат дали, дефинитивно речено наједноставно, прифаќат да дојде до промена на името од Република Македонија во Република Северна Македонија. Баш така ќе биде прашањето, навистина немам. Меѓутоа, со оглед на ова што го објасни господин Петковски и господин Супхи,
консултативен ќе беше ако немаше донесено одлука од собранието. Зошто се намета одеднаш оваква една дилема која што апсолутно не држи? Се познато е, претходните два референдума исто така беа резултат на одлуки на парламентот. Ова би бил трети референдум кој што веќе кажав дека ќе биде сличен на претходниот. Што значи излезноста во овој случај? И ако го споредиме со бројките од претходните референдуми во 91-а, да споменам, било 75,72% излезноста. Во тоа време имале 1.132.000 во избирачкиот список, а во 2004-та, кога беше неуспешен, 26,58% на 1.709.000 запишани гласачи. Точно. Па вака, господин Петковски многу изрично ги искажувал членот 8 и членот 24 од Законот за референдум. Тоа значи, тука во членот 8 точно одредува заради одлучување на граѓаните или за консултирање на граѓаните. За првото за одлучување е задолжителен, а за втори консултативен не е задолжителен. Така е по членот 8 од Законот за референдум. Исто така спомна членот 73 и вие и господинот Петковски, кој исто така за кој вид на референдуми е потребно цензус. Членот 24 исто така вика референдум за меѓународни договори како претходни референдуми, ако не е донесен некој акт и може тогаш да се објави референдум за консултација на граѓаните како претходен референдум, што нивното мислење ќе влијае за ратификување или донесување на такви договори. Тоа е, мислам дека, адакта за сега. На законот што предвидува дополнителен референдум, кога нешто е донесен и после тоа може, значи, да донесеш одлука за одржување на референдум, кој исто така е предвидено во членот 9, кој исто така одлука кој донесува собрание и може, значи, да по иницијатива и на влада, може и по 150.000 граѓани запишува ако барат по тие што се запишува, и тоа е задолжително што вие ја спомневте во членот 73 од Уставот. Така да исто така за цензусот, мислам дека за два вида го искажа господин Петковски, дека тоа е потребно заменување на граници на Република Македонија или на ова што спомна, е потребно тогаш 50 плюс 1% од вкупниот број на запишани избирачи, додека за други вид на референдуми е потребно, значи, излезноста да биде 50 плюс 1% од вкупниот број на избирачи, а за да биде успешен или да помине за да гласат или против, тоа значи е потребно од излезноста 50 плюс 1% од излезноста. Така децидно е дефиниран со Законот за референдум, па и со Уставот исто така во вие го спомнавте членот 73. Така да мислам дека овој вид што сега влада и собрание го ратификува овој, е потребно овој цензус, значи вториот, што реков дека треба да излезат, ако сега има во 2017 1.814.000, јас мислам дека сега има зголемено бројот на гласачи, може негде се приближно 1.820.000, тоа значи половина, значи 900.000 да излезат повеќе од 900.000 и од нив да гласат над 450.000 или скоро 460.000. Вака е во математичка пресметка, ако правиме. Господине Новаковски, јас веќе спомнав дека цензусите се битни за успешноста на референдумот, а успешноста на референдумот влијае на понатамошното
делување на договорот, односно дали Македонија ќе може да оди понатаму или не и во евроатлантските интеграции или не и дали ќе се оствари договорот со Грција. Имаше обид за промена на законот за референдум. Пред неколку месеци дури беше ставен на ЕНР, па го снема. Дали сметате дека владата ќе направи некаков пресврт во однос на тоа или ќе се држи на постоечкиот закон или самата намера да се смени законот е намера да се намали цензусот? Се намали еднаш цензусот, мисли чини за председателските избори. Да. Имаме такво искуство. За председател на државата се намали на 40% цензусот, бидејќи знаете што се случуваше 99-та кога беше председателски кандидат господинот Тито Петковски во првиот крug освои победа. Мислам да не тогаш беше 50% цензусот и ствараше голема напнатост. Но со оглед дека ги објаснаа прашањата околу цензусот, јас би сакал ова прашање кое го поставивте е вистина на место, бидејќи после референдумот 2004 година, кој референдум создаде многу дилеми и целата... За територијалната организација, заради гледачите. Да, за територијалната организација, но прашањето беше поставено не дали сте за новата територијална организација, беше поставено во друг начин, со тоа што после се отвори дилема дали ќе остане стариот закон или не, дали ќе треба да се уредува прашањето, но тој беше неуспешен, беше 26%, и јас бев член на Државната изборна комисија кога се спроведуваше тој референдум. Но законот за референдум не се доуреди и остави многу прашања и ќе има многу дилеми и многу правни толкувања кои ќе бидат различни. И тоа суштествени прашања не се регулирани со законот за референдум. Се направи една измена козметичка 2005 година, кога се донесе законот, бидејќи после извештајот на ОПСИ Одихара од 2004 година немаше забелешки за начинот на гласање, немаше забелешки за начинот на организирање, но имаше забелешки околу правната рамка и се бараше да се дефинира правната рамка детално и тоа во однос на пропагандата и се остави на Државната изборна комисија да со подзаконски акти ги уредува сите прашања. Во моментов ние имаме иста или слична ситуација и затоа што побаргу одговорните кои се во Министерство за правда, работните групи во собрание кои нели ги уредуваат овие прашања, треба да ги имаат во предвид тие препораки, ги упатуваме во јавно, бидејќи не да се остави на Државната изборна комисија која се уште не е составена, да се доведе во прашање таа да ги уредува во тек на веќе распишан референдум. Меѓутоа, факт е и дека времето е кусо. Референдумот се распишува 60 дена пред неговото Значи, јас не гледам проблем околу... Да. Најмалку 60 до 90 треба да се одржи. А откој ќе добие иницијатива председател на собрание, во рок од 30 дена мора да го распише. Одлуката се објавува во службен вестник и Државната изборна комисија. Суштествено јас зборам за неколку дилеми кои ќе се појават. Тоа е околу пропагандата, околу организаторот на кампањите и затоа тогаш се одлучи од страна на ДИК сите да може да ја водат кампањата освен политичките партии. Пазите, тоа се поврзано и со финансирањето, а ова е толку крупно прашање, имајќи го во предвид и списокот кој треба да има над 900.000 излезени граѓани, значи многу брзо мора да се реагира во законскиот текст, да не се остави све да се повикува на изборниот законник, бидејќи изборниот законник се применува, но ќе се применува околу организацијата на Државната изборна, општинските изборни комисии. Во 2005 се направија промени со кои точно се одредува надлежностите на ДИК околу референдумот, на општинските, на избирачките одбори. Но јас ќе зборам за суштинските прашања, а едно од суштинските е пропагандата. Во однос на пропагандата, чинам дека денеска премиерот напомна дека ќе се води позитивна во духот на европеизација на Македонија, ќе бидат повикани и граѓанските организации, меѓутоа немаше дефинитивен став во однос на тоа. Ниту знаеме како ќе биде, како што велите вие, референдумското прашање, ниту како во кои рамки ќе се постави, ниту кој ќе биде
организатор мора да... Значи, ние тогаш одлучивме да се вика зборот јавна пропаганда, затоа што сметаја, тогаш мише членови во ДИКБ и суди на Врховиот суд, кои категорички беа дека не може да се примени изборниот законник во делот на кампањата. Затоа викам, добро е што се отвараат овие теми, добро е да се дискутира, бидејќи вистина не би требало ради некои вакви пропусти да се доведе во прашање резултатот на тој референдум. Искуствено, господине Питковски, да, поврзано и со ова пропагандата, јавниот повик, самата организација и составувањето на јасно беше и се обрза и вие рековте дека обврзувачки, затоа што и двете партии рекоа дека граѓаните мора да излезат на референдум. Нејасно е зошто не се подготвени очигледно за такво нешто. Па ние како држава не сме подготвени, мислам од формирањето, од осамостојувањето на Република Македонија па до денес, како политички партии, како фактори, како ако сакате невладин сектор, бизнис организации, па МАНУ, па Македонската и православна црква, исламската верска заедница, ние немаме диалог, ние не разговараме за фундаменталните прашања во државата. Ние уште на самиот старт некои работи крајно опасно и лошо се поставија за една држава која што туку произлезе од дисолуцијата на некогашна Југославија. Така да за мене, само тие 2 години, од 90 до 92 година, Република Македонија имаше парламентарен живот и парламентарна демократија. Јас велам дека тоа беше херојското време на македонскиот парламентаризам. Откако почна формирањето на политички влади, со доминација на една политичка партија, настана надпревар меѓу политичките партии за свое позиционирање, за свое етаблирање, а на штета на државата. Ќе кажам каква беше тоа разлика од 90 до 92 година. По сите прашања во Македонското собрание се расправаше деноноќно. Ние знаеме дека ги удираме темелите на една нова држава, туку што произлезена од Југославија, одговорноста и политичка, човечка, ако сакате, моралниот аспект беше доминантен кај луѓето, а политичките партии туку што се формира. И по клучните прашања разговаравме долго време, можеби и ноќе, ама кога ќе се завршеше разговорот, претерсот по прашањата, ние постигнувавме консенсус околу приоритетите државни, околу интересите. Од 92 година наму, кога дојдоа да се формира политички влади, јас говорам дека до денес тотално е изместен системот на собранието на Република Македонија. Овој краток вовед го даде од едноставна причина што организатор на овој референдум треба да биде собранието на Република Македонија, бидејќи немаме граѓанска иницијатива. Предлогот треба да го состават, најнормално е, сите политички партии кои што се представени во собранието. Ако на вистина, така стои во програмите на сите политички партии, НАТО, Европската Унија, натамошниот чекор, изградбата на демократијата и политичкиот систем, плурализам и така натаму, се приоритети на сите политички партии. Ако е така, луѓето се представени, граѓаните, преку своите пратеници. Суверенитетот по нашиот устав произлегува и припаѓа на граѓаните. Тие преку своите пратеници го пренесуваат на собранието. Значи, собранието е и компетентно и одговорно да донесе таква одлука. Но мислам дека би било штета ако почнеме да лицитираме во стилот денешен, како што се надпреваруваат политичките партии, кој е предавник, кој е патриот, и ако само, да речеме, парламентарното мнозинство застане зад предлогот за одржување на референдум. Бидејќи и опозицијата се дефинира на изборите, излезе со јасен став како и парламентарното мнозинство дека граѓаните на референдум ќе одлучат. Значи ќе одлучат, нема да се консултират за тоа дали Македонија ќе го смени името како еден од условите без кои не се може ни НАТО, ни Европска Унија, ни натамошен прогрес. Значи овој акт на предлог за донесување на одлука треба според мене да го потпишат, да застанат сите парламентарни партии, да ако треба ден, два, три нека се убедуваат околу содржината, прво треба се договорат
предмет на договор треба да биде референдумското прашање и само тако референдум ќе доведе до кампања за Македонија и за едината на Македонија. Во спротивно, секоја друга варијанта политичките партии ќе ја користат за своја промоција политичка, за наметнување на своите политички ставови и дефинитивно губитник ќе биде само Република Македонија, а добитник јас не гледам дека некој може да добие политички поени, нити парламентарното мнозинство, нити Во наслов на прашањето кој би го, ако собранието е тоа што нели ќе направи подготовка за распишување и ќе повика на референдум, ова дилема околу пропагандата, иако многу некако страшно звучи во вакви услови, кампања или пропаганда, кампања. Кој би можел да ја врши? Невладините, граѓанските организации. Значи, ако не постои политички субјект, јас верувам дека секогаш е така, политички субјекти создаваат преку ноќ ако треба невладини организации, кои што тоа ќе го завршат место нив. Какви се очекувањата, ако ова прашање навистина па и не е добро дефинирано, тогаш навистина може да настане една голема штета на целиот процес, затоа што слободата пак на граѓанското организирање е таква да и демократското право да тие можат да имаат право на говор, на ако не повикува на омраза и слично. Значи можат многу да се појават пропагатори или оние што ќе влезат во кампања. Вака, значи тоа што спомна и господин Петковски, значи прво е кој е организаторот, кој го повикал. Ако е собранието, тогаш ќе се појави собранието е организатор на кампања. Ако по барање на владата и со освојување така, тогаш влада може да биде тој дел што која ќе презема активности за пропаганда на изборна кампања, како кампања. И ако е со 150.000 во случајов не е, собирање на подписи, тие се појавуваат како организатори и само тие имаат право тогаш и да водат кампања. Така да прво треба да гледаме, да чекаме кој на каков начин ќе го иницијатива ќе биде. Претходниве беа организирани од собранието. Ако е собранието, тогаш собранието игра во овој дел исто како една политичка партија што организира кампања. Тоа е сите права по законот за референдум ги има на начин која како пропаганда. И има начин на која доколку може да потроши средства, значи лимитирани средства и така натаму, бидејќи законот за референдум, што рече и господин Новаковски, е донесен 2005, меѓутоа има од 2005 сега сме 2018, не се усогласен со изборниот законник многу прашања, со која изборниот законник е донесен после во 2006 година, и ние кога организиравме локални референдуми, имавме проблеми бидејќи има одредба која не е уредена со законот за референдум, важи законот за парламентарни избори, бидејќи така беше тогаш законите, а сега имаме изборен законник. Сега ќе се наметне и дилемата дали ќе имат право и граѓаните кои живеат надвор од земјата да гласат за референдум во ниво на држава што е организирано. Ако е така, тогаш значи по дефолт е потребно тогаш да се организира и за референдум гласање во диаспора. А законот за референдум воопшто не го спомнува тоа. За локално ниво, значи не е, бидејќи тамо пишува дека тоа што не е уредено со законот за референдум е уредено за ниво на државата со законот за пратеници и за законот за локално ниво, за законот за локална самоуправа, за локални избори. Такви закони немаме, имаме сега изборен законник. Така да мислам за ова што вие рековте изборна кампања, јас мислам за кампања, мислам дека е организаторот кој ќе се појави, тој ќе го има право. И на начин како тоа, мислам дека има предвидено законот, и колку средства може да се потроши. Значи, бидејќи се предвидени за потрошување има 120 денари во ниво на еден гласач, значи од вкупниот број на гласачи,
потоа заплаќање, враќање на средства кои значи тоа е пак останата. Тоа ќе го анализираме веројатно по референдумот кој како ќе потроши. Меѓутоа она што ме интересира на Ваковски навистина е сега многу недоумици се отвараат, особено околу организацијата, а многу е битно. Петковски, вие напоменавте најдобро решение да и власта опозицијата се согласи, иако собранието стои зад организацијата, а се согласни, тогаш е многу полесно. Меѓутоа, ако тоа не се постигне, може ли владата да биде организатор на референдум? Простете, ама собранието е и позиција и опозиција. Значи собранието е, да, меѓутоа има мнозинство и прашањето е дали ќе има мнозинството или... Па ево, мислам дека јас се обидов да ги отварам овие дилеми кои сум уверен дека ако не се уредат, ќе се создадат многу проблеми околу референдумот. Посебно ова што го спомена и со говорниците, значи ние имаме проблем со собранието веќе долг период. Значи, веќе подолг период ние имаме нефункционално собрание со сите настани што се случија и мислам дека главното прашање кое треба да го имаат во предвид е дека треба да се интервенира во законот за референдум и да се уреди улогата на собранието. Значи, улогата на собранието при референдум, кога се работи за референдум на државно ниво и кога се користат буџетски средства. Не случајно аз го користам зборот пропаганда, пошто не може да се користи во случајов таква е терминологијата кампања. Значи, ние тогаш имавме голема дилема и таа дилема повторно остана. Значи, се обидоа да ги разрешат со некои правни рамки, со повикување на други закони. Колегата Супки точно кажа, ние имаме референдум на државно, на локално ниво. Ние овде имаме специфична ситуација во која собранието треба да е организатор, според мене, на јавната пропаганда. Во кој смисол пропаганда? Значи, може секој ќе ја води пропагандата, дали е за или против. Не може да се определи и да се дојде до консензус во собранието, да сите вака ќе одлучуваме. Може околу прашањето, околу одлуката која треба, дека во одлуката треба да се дефинираат сите детали, а потоа таа одлука да се објави во службен вестник кој председателот треба да ја достави. Но правната рамка, значи во законот за референдум мора да се уреди улогата на собранието баш околу овие прашања, исто така да се вклучат да се уреди кој, како и на кој начин и како може да ја врши кампањата и со кои средства. Значи, по законот сегашен, тие се средствата од државата, значи државата од буџетот го финансира референдумот на државно ниво, значи вие не можете тие пари да им ги давате на партиите за да работат како што сакаат на тие за ова референдумско прашање кое е многу сензитивно. Значи, тие може да се донесе одлука, ама да не се остави таа одлука да ја носи ДИК. Како беше во 2004? Во 2004 се одлучи секој да може да води пропаганда јавна, не кампања, со тоа што беа акредитирани наблюдувачи, а бидејќи предлагач беше Светскиот македонски конгрес, тој можеше да присуствува на избирачките места. Сега ќе се отвори дилемата кој може да го следи, кој може да учествува во работата на општинските изборни комисии. Не може партиите. Не е применлив тука законот изборен. Ние имаме измени, кодифициран сега изборен законник. Значи, ова мора да се разреши. Во 91 ги имале овие дилеми, затоа што... Да, и се одлучи и се дојде до тоа да сите водеа кампања врата до врата. Не можеа, некој не отвори сметка за да се пријави, освен Светскиот, мислам, македонски конгрес, бидејќи собра 150.000 потписи, во подрачните оделенија ги собираше тие потписи, и тоа беше задолжително. Во конкретниот случај, затоа да се хитно уреди улогата на собранието, на комисиите на собранието и потоа да се пристапи во однос на уредување на тоа кој како може да биде областен представник, кој како може да биде да ја води јавната пропаганда, дали ќе си ја водат партиите од врата до врата, кој за, кој против,
Тоа е веќе друго прашање. Политичко прашање, вас ви го поставувам заради, нели, вие сте политичар, а во моментов ВМРО ДПМН одлучи и така беше, не расправаше воопшто за договорот, не гласаше воопшто за договорот, не седе на собраниските клупи. Прашање е дали воопшто ќе се вклучи. Дури кога ќе дојде на дневен ред прашањето за референдум и тоа кој ќе го, нели, распише, односно уреди и сето ова што го зборува Новаковски. Ако се случи такво нешто, ќе нема консензус, а сепак работата мора да врви. Значи ќе се донесе одлука, ќе се спроведе, ќе се искомплицира веројатно. Не виде, ја мислам дека една дилема треба да ја рачистиме. ВМРО ДПМН не е против референдум. Тие се против промена на името на државата. Значи, ако во самата програма напиша дека за промена на името единствено надлежен е народот, како што велат или граѓаните, и тие да треба се произнесат на референдум. Ако има такво политички став, кој што соодветствува на ставот на другата најголема политичка партија, условно речена меѓумакедонскиот политички кампус, СДСМ, исто како што е состојбата и меѓу албанскиот политички кампус, дека треба да се оди на до душе дуи долго време водеше кампања дека нема потреба. Ако ме прашате мене, јас мислам во една ваква ситуација за вакво прашање за кое што нема изричита одредба во уставот или во законот за референдум и не требаше референдум, но прашање беше на договор. Дали инсистирале грците да за исклучително за ова прашање мора да се произнесат и граѓаните или за усложнување на постапката, не знам. Во секој случај референдум ќе има. ВМРО ДПМН веројатно нема да води кампања во координација со собранието како организатор. Бидејќи овој политички договор, овој меѓународен договор го одработи, го ратификува, го подпиша владеачкото мнозинство, предпоставувам дека суетата на ВМРО е повредена, зашто не биле за сите тие прашања консултирани. А не е така. Не е да не било ВМРО ДПМН консултирано. Со години, 11 години тие разговарат. Нема влада во Република Македонија сите овие години што не преговарала за името. Но прашање е зошто некој дојде најголемиот политички конкурент да го финишира прашањето и политички да поентира. Значи да не одолжува многу. ВМРО ДПМН може да си води кампања дека треба да пропадне референдумот, ќе гласат против, како што рече председателот на ВМРО ДПМН, како што парламентарното мнозинство ќе води кампања договорот да меѓутоа мора да учествува во организацијата. Не исто е така, веќе го ставаме собранието како организатор на кампањата. Комисиската расправа тие треба да присуствуваат и да дискутираат. Еве, да ви кажам, 91 година, ако влечеме некоја аналогија, во 91 година на тој референдум, сите политички партии, сите пратеници излегувавме на терен. Некои водеа кампања, има 1% на луѓе кои што гласаа против нели осамостојањето на Република Македонија, и ти си водеа кампања, мала бројка. ПДП и други политички партии од албанскиот политички кампус го бойкотира референдумот. Значи, другите пратеници политички партии одеа меѓу граѓаните, едни кажува дека е тоа добро, други дека е тоа лошо. Така ќе биде и сега. Не може суштествено ништо да се промени. Значи, јас не се плашам дека референдумот ќе дојде во прашање. Доста е добро, флексибилно е решението и во уставот и во законот за референдум и дека обврската има двете политички партии да излезат, нека си прават кампања каква што мислат, но мислам дека во овој период ВМРО ДПМН треба длабоко да се преиспита каква кампања ќе води. Затоа што јас мислам дека овој референдум по својата политичко значење и тежина не е помалку важен од оној од 1991 година. За мене е ова државнотворен документ и не треба да се пропушти ова шанса. Треба да се препознае мигот на времето. Оваква шанса Македонија добива сега и не знам кога. Ние 28 години, 27-28 година се држиме на стемба, изолирани од меѓународната организација. Добивме малку, така да кажам, светло од тунелот и мислам дека како народ, како граѓани на Република Македонија, едноставно треба да бидеме политички слепи
Од едноставна причина што го мразиме, не го сакаме политичкиот конкурент. Тоа сваќам може да биде нормално, ама да не ја сакаме Македонија. И во овој момент да не водиме кампања политичка дека ова шанса не смее да се прокоц, кој знае после колку години дали ќе се ја верувам дека ВМРО да помене доста ќе размисли каква кампања ќе води. Самиот факт што рекоа, барем така слушнав, некој координаторот и даде една изјава, тие ќе го пратат договорот до Венецијанската комисија. Таму седат правници, експерти ваму таму. Не верувам дека таму ќе добијат негативен фидбек. Значи, мислењето од Венецијанската комисија тргнувајќи од досегашното искуство и нејзините ставови по однос на клучните политички прашања во Македонија секојаш биле доста релевантни и политички да, и тоа не го минува. Од друга издржани. страна, што и да одговори, не го минува текот на работите. Сакам да го најавам прилогот на мојот колега Кристијан, кој направи една ретроспектива на претходните референдуми, ги стави и мислењата на дел од експертите, така да кажем, меѓутоа и на политичарите и нивните изјави, па да видиме каков е овој сублимат. Македонија е исправена пред нов круцијален референдум на кој граѓаните ќе имаат можноста да се изјаснат дали го прифаќаат договорот за решавање на спорот за името и стратешкото партнерство со Грција. Веќе се лиферува информации дека престојниот референдум може најрано да се одржи на 9 септември во недела, еден ден по одбележувањето на првиот референдум во 1991 година, кога македонскиот народ се определи за суверена и независна држава. Ако се навратиме на историските моменти, интересно е да се види дека тогаш постоеле сомнежи дека референдумот е најдобриот пат за да се стигне до независноста. Во екот на војните во Југославија и стравот од можна агресија, тогашната генерација на политичари водела жестока дебата дали воопшто да се распише референдум. Киро Глигоров, првиот председател на Македонија и дел од левиот блок, инсистирал да се оди на референдумско изјаснување на кое народот масовно ќе се определи за независност. ВМРО ДПМН и десниот блок во 1991 година имале сомнежи дали СДСМ и левицата јавно ќе го поддржат референдумското изјаснување и дека со тоа се оди во замка. Сепак, по исцрпните дебати во собранието, ставовите се менуваат и на 6 август со акламација се носи одлуката за распишување на референдумот на 8 септември. Денес повторно постои дилема каков референдум да се распише за спогодбата со Грција. Според законот, предвидено е за меѓународни договори да се оди на референдум распишан на државно ниво. Тука е оставена слобода истиот да биде консултативен, чиј исход не е задолжителен за државните органи, додека пак облигаторниот референдум произнесува врзувачка волја на народот, која власта мора да ја почитува. Референдум на државно ниво може да се распише и за потреба од ратификација на меѓународни договори и за други прашања од надлежност на собранието, и за одлуки донесени од собранието или за изјаснување на граѓаните за други прашања за кои одлучувало собранието. Правните факти говорат дека престојниот референдум ќе биде дополнителен, бидејќи правен акт веќе изгласан од страна на собранието, но секако пораката која ќе биде испратена на него ќе биде добар сигнал за политичарите, а тој став го застапува и професорот Фрчковски. Обврзноста годи, но обврските кај референдумот се зголемуваат и ризикот се зголемува. Треба да одлучат во тој процес каков референдум сакаат. Кај референдумот е независно од тоа дали ќе биде консултативен или ваков, тежината негова ќе биде таква, ако добро се изведе, прашањето ќе биде такво да ќе врши притисок за гласање во парламентот. Со законот не е утврдено дека треба да се распише задолжителен референдум за ратификација на меѓународни договори, па така владата и парламентарното мнозинство имаат простор за маневар за договорот со Грција да распишат и само консултативен референдум, кој како што укажува самиот попис, исходот не е задолжителен за државните органи. Сепак, во законот стои дека и за пристапување кон меѓународни сојузи или заедници на држави, задолжително се распишува обврзувачки референдум, што може да произлезе со членството на Македонија во Европската унија и НАТО. Референдумот и да не успее, да речеме, а да има голем број на граѓани кои што би гласале во една или во друга насока, многу тешко ќе биде за владата да оди против тоа искажување на волјата на народот, да речеме. И може би поради тоа била дека каков и да биде формално, дека во секој случај таа одлука ќе има влијание врз тоа како ќе се однесуваат понатаму институции. Во законот никаде не е наведено дека за консултативен референдум цензусот е понизок, бидејќи тој референдум е на државно ниво.
Одлуките на референдумот на државно ниво се сметаа за усвоени ако за нив гласале мнозинството од вкупниот број граѓани кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список, освен во случаите кога за одделни прашања со уставот и со овој закон поинаку не е утврдено. Референдумот и да заврши со позитивно изјаснување на граѓаните без исполнет цензус би пропаднал. Тоа може да ги комплицира процедурите за усвојување на договорот со Грција, кој е предвидено да се комплетираат до крајот на годината, заедно со сите прифатени обврски за уставни промени и имплементација на новото име Република Северна Македонија. Премиерот Заев и владата не донеле конечна одлука каков референдум ќе распишат, туку изразија став дека во секој случај волјата на граѓаните ќе се почитува. Она што се согласувам со опозицијата дека треба да биде задолжителен, а заедно треба да утврдиме дали ќе биде консултативен или обврзувачки, од проста причина што сите овие пораки кои што се испраќаат некако кој како сака нека ме разбере, остават некој впечаток дека некој сака да ја блокира Македонија кон НАТО и кон него. Значи, зборуваме за задолжителен референдум. И за двата вида на референдуми, цензусот изнесува 50% плюс 1 гласач од вкупниот број на запишани гласачи. Сепак оваа бројка може да биде тешко достижна, доколку ВМРО ДПМН и противниците на договорот агитираат за бойкот на референдумот. Опозицијскиот лидер Мицкоски засега не дава јасен сигнал дали ВМРО ДПМН ќе води кампања за бойкот на референдумот. Елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е да одлучи дали ќе гласа или нема да гласа. Исто така елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е доколку одлучи да гласа, да му се гарантира тајноста. Дали ќе гласа за еден друг, доколку се парламентарни или локални избори, за или против, доколку е референдумско изјаснување. Така што во рамките на уставот и правата на граѓаните вие треба да го барате одговорот на политичките партии. Министерството за правда годинава понесе иницијатива за измена на законот за референдум по скратена постапка, но потоа истата брзо ја повлече со образложение дека не сака да влијае врз процесот на преговори за името, иако тогаш тврдеа дека нема никаква поврзаност, туку само се планирале технички корекции. За сега нема официјални најави дека ќе се предложат измени на законот за референдум во делот на цензусот. Вака. Во однос на изјавите на политичарите, Новаковски Заев изјави: се согласувам со опозицијата дека референдумот треба да биде задолжителен, а заедно треба да утврдиме дали ќе биде консултативен или обврзувачки. Референдумот е задолжителен. Граѓаните ќе се изјаснат. Потоа очигледно нема дилеми и консултации. Не, мислам дека тука законот за референдум барем во тој дел е јасен. И нема дилеми за нас правниците дека референдумот ако биде одлучувачки, тој ќе е задолжителен, одлуката на тој референдум е задолжителна за сите ако се исполни цензусот и тука нема дилеми. Значи, консултативниот е сосема друга. Значи не може подржан референдум да се, како што вели Заев, да се одлучува дали ќе биде консултативен или обврзувачки. Референдумот е референдум, се изјаснуваат, одлуката позитивна или негативна е обврзна. Мислам дека премиерот, мислам дека и тогаш и претседателот мора да ја почитува правни, волјата мора да ја почитува ако е на референдумот и претседателот на државата. Така. Нема договор, извинете, нема договор ако исходот негативен. Ако граѓаните не го подржат прашањето референдумско да гласат за во мнозинство, нема договор, све паѓа во вода. Целиот политички напор, дипломатски, домашен, меѓународен и така натаму. Така да императив е на ова време и не сме да се промашува, не сме да се пропушти. Јакупи пак од друга страна лидерот на опозицијата велеше дека негативно ќе се изјасни на референдум. Нејасен е во однос на тоа дали тој ќе ги повика своите гласачи да излезат на референдум, иако беше политичката партија негова дека ќе треба на референдум да се изјаснат, и одговорот на колечката од Алса што го даде е практично само политички одговор, се повика на уставот и законите. Како ова вие го толкувате? Ако едниот може би греши во формулацијава, па другиот е нејасен, како да не сакаат јасно да кажат ке треба да се одржи референдум, наша обврска е тоа и во политичките програми, граѓаните треба да се изјаснат за. Добро, јас пак ќе се навратам на тоа што мислам дека пак ќе го спомнам, господин Петковски рече дека од 90 до 92 сме имаме парламентарна собрание и така натамка, и што се мисли повеќе за државата него за сопствениот рейтинг.
Мислам дека не е време ни на политичарите да гледат рейтингот, како се движи, ни на лидерите. Мислам дека тоа, јас се слагам дека ова е историска шанса за сите нас граѓани на Република Македонија, што мислам дека треба да бидеме веќе по-концизни, по-јасни, па било и политичарите. Бидејќи сега се знае дека можат експертите и ние денеска да збориме нешто, меѓутоа може ќе ни веруваат на некој начин, меѓутоа пак тие ја играт улогата многу што веќе ја наметна овие 25 години. Така да мислам дека треба појасни да бидат и едни и другите, без разлика дека не се правници. Тука не прашуваат граѓаните дали си правник, дали си вака или онака. Мислам дека за крупните прашања сите се собираме, може да даваме допринос за да бидеме појасни и по-концизни, така да нема дилема дека јас се слагам со говорниците дека ова е задолжително и ако ова пропаѓа, тогаш нема повеќе на понатаму како да применуваш договорот што е донесен во собрание. Така да мислам дека за технички прашања нема да кажам многу, меѓутоа и тука ќе има многу проблеми во техниката, во овој сега што ќе се формира нов државна изборна комисија со тројца во избирачки одбори има тројца плюс тројца заменици, општинските изборни комисии дали ќе ги применуваат ови што имат мандат, дали за референдум тие ќе отворат нови да стават. Тамо не пишува во закон за референдум од јавна и државна администрација, него само вика дека се формира општинска изборна комисија. Да, не пишува кои ќе бидат членови на таа комисија. Повеќе, дали од суди, дали од општинска, од администрација и така натаму. И мислам дека сега на тоа сигурно дека ќе има и луѓе од администрација што може да помагат, што мислам дека е најрелативно и најдобро што треба овие општински изборни комисии кои спроведуваат избори да спроведуваат и референдум, имат мандат, а избирачките одбори по тројца така е во законот тројца плюс тројца од државна администрација и јавна администрација што треба да остане, само се исклучуваат по 1+1 од политичките партии. Мислам дека тоа е начин на кој треба да се спроведе овој референдум. Бидејќи сите сме веќе сведоци дека референдум ќе има. Новаковски, кога го начна вашиот колега прашањето за составот на Државната изборна комисија, 41 се пријавиле, главно вработени во Државната комисија, Државната администрација, па и внатре во службите. Ќе биде ограничен мандатот, меѓутоа очигледно дека тие треба да го спроведат референдумот, преседател треба да биде од опозицијата. Колкава е улогата на Државната изборна комисија, апропо и ова што го велите вие? Иако не е дефинирано кој треба да биде во составот на оние што ќе го следат референдумот, кои ќе бидат па и наблюдувачи, не се знае, нели? Колкава е улогата ДИК да помогне во услови кога собранието се уште не си ги завршило обврските, односно работната задача да се ги создаде предусловите за распишување на референдум. Добро, ќе ви одговорам јас на тоа прашање. Или пак, извинете, обратно, колку собранието треба приоритетно нешто да направи за да ДИК? Значи, јас мислам дека имајќи во предвид дека ќе биде нов состав на ДИК, воопшто не навлегувајќи во квалитетите и во искуството, ве уверувам дека ќе имаат многу тешка задача за ова прашање, посебно од неколку причини кои јас ги споменувам, али нас кои сме учествувале во изборните процеси од секогаш не биле проблем. Во конкретниот случај, мајќи во предвид дека изборниот законник е кодифициран и сега се направи измена, составот кој ќе биде избран не се сомневам дека ќе ја заврши работата. Има стручна служба која е доста голема, доста капацитетите се пополнети од веќе подолг период, но повторно ќе кажам, државата е должна, имајќи во предвид дека државата која зборувам, посебно парламентот, да создаде услови за одвивање на референдум, бидејќи сите се борат да го зголемат цензусот и на избори и на референдум.
Само ние за да се бориме како дали кога ни одговара да го намалиме цензусот или да го сколеме. Очекувате ли такво нешто? Тоа е недопустливо, очекувам. Значи, јас ви кажувам, тоа е недопустливо да се тоа случи во други држави, тие веќе не би биле политичари на активната политичка сцена. Затоа е добро да седнат, да се договорат околу начинот. Значи, дик ќе го изберат со двотретинско мнозинство, составот ќе го изберат, председателот ќе е по предлог на опозицијата и опозицијата веќе ако предлага председател, мислам дека тој ќе е еден од еднаквите кои одговорени, тој мандат е 6 месеци и нивке им дојде референдумот. И да одговорам конкретно, значи, подхитно мора да се измени законот во заедничка согласност на овие релевантни партии, овие политичките партии парламентарни, како што помалку би се оставило на Државната изборна комисија да носи клучни одлуки, а кои ќе имаат последици за нашето живење. А верувајте, ако тоа не се среди, ќе се доведиме во такво прашање. Значи, ако опозицијата смета дека ќе се бори, дека овој договор е штетен, дека е против интересите, може тоа да го докаже за тоа што ќе го анимира и граѓаните да излезат да гласаат како што тие мислат. Меѓутоа референдумот мора да учествуваат во неговото организирање. Да, но затоа го зборувам. А претходно треба да ги создадат заедно условите со формирањето на ДИК, со овие технички прашања кои треба да се останат и суштинските. За да ДИК не носи одлука во задна минута дали ќе одлучува управен или врховен. Вие имате основни работи недефинирани. Значи тоа што го споменавме да не го повторуваме. Се уште стои дека врховен, па ќе дојде дилема дали е управен, дали врховен. Ние имаме многу инвентивни правници кои ќе измислат секакви преговори и затоа, значи, мојата дилема е да политичките партии го уредат и кодифицираат, мислам да го усогласат законот за референдум со изборниот законник и со другите закони. Само толку. И тогаш ДИК ќе се доведе како технички извршител на гласање. И има ли услови за такво нешто и кој е првиот чекор што треба да го направат пратениците? Нормално видете, да бидеме навистина до крај одговорни кога разговараме за едно од најсложените, најчувствителни, меѓутоа и политички најзначајните прашања. Во договорот што е постигнат со Грција има динамика на активност. Нашата задача треба да си ја завршиме до крајот на годината, за да може нашиот партнер, другата страна Грција, да ги испорача нивните ветувања до европските институции, што значи во текот на идна недела собранието мора да донесе одлука за распишување на референдум, ако сакаме да го фатиме рокот, до некаде средината најкасно на септември да се одржи. А тоа значи одлуката мора да се донесе, во законот пишува не верувам дека ќе чека председателот на собранието 30 дена, истиот ден од како ќе се група пратеници ќе поднесат предлог за одржување, за донесување одлука за референдум, ќе го стават на дневен ред на собранието, ќе се донесе одлуката, ќе се распише референдум, ќе се утврди точно датумот на одржување на референдум. Во меѓувреме ќе се заврши поставката околу избор на членовите на Државната изборна комисија и ќе се утврди начинот на водење на кампањата околу референдумот. Значи, тогаш ќе се изберат сите овие комисии, тела, согласно законот, изборниот законник и така натаму. А зошто е тоа битно? Битно е заради тоа што ако не се донесе до кај средината најкасно, гледам, премиерот дава можност некаде до октомври. Рачунајте дека ќе следи промена на уставот. Да, тоа е обврската што ќе ја наметне референдумот. Тоа е последната фаза, имплементација на одредбите од договорот во уставот со двотретинско мнозинство. Ако ние промашиме роковите овие околу формирањето на ДИК, одлуката за референдум, немаме шанса да стасаме со уставот. И за уставот веројатно мора да се најде една формула, така да кажам, брзовозна. Овдека е воредна состојбата. Македонија доби шанса со помош на меѓународна заедница да направи нешто што генерации ќе задолжи во иднина, а сите овие 28 години сме тапкале како држава. Наша е вината.
Значи, не може овдека административни пречки да се измислуваат. Мислам дека ова е прашање, јас се сеќам на Португалија. Португалија имаше кога влезе во Европската Унија сериозни разидувања меѓу левицата и десницата. Донесуа после 2 дана дебата консенсус. За прашањето за влез во НАТО и Европската Унија престануваат сите расправи и кави. Од сега сме сите за Европска Унија и НАТО. Ја очекувам ние во овој момент како граѓани, како активисти, како невладен сектор, разни етнички заедници, така да застанеме. И добро ми се свиѓа она идеја ние да формираме сите еден заеднички штаб. Сите политички партии и од позицијата и од опозицијата, за да се работи за државата, не се работи на политичка партија може да пропадне, некој политичари нека пропадне. Дека тие ги гледаат своите политички поими и кампањи повеќе од колку интересите на државата. Пауза за реклами и продолжуваме со дебат. Куси се очигледно роковите, а треба да се организира референдум. Господин Јакупи, знаеше ли тоа дека веќе наредната недела, ако треба се создадат услови ДИК да си ја заврши технички работата, собранието веќе треба да почне со комисиски расправи, па и со расправи за избори и именување на членови на ДИК. И сето она што треба да претходи на референдумот и не знам дали е возможно веќе наредната недела се да започне и барем тој дел да заврши, затоа што пак некако роковите кажуваат дека идната недела можно и па и прогласување за распишување на референдум од страна на председателот на собрание. Значи влегуваме во тесна зона. И со изборот на Државна изборна комисија и паралелно ова што денеска зборуваме. Ако завршил конкурсот, прво да прво треба во ДИК, значи дека партиите во колку рок треба да се изјаснат? Во рок од 3 дена треба да дават предлози од листата политичките партии, од опозиција и позиција, кои се тие што ќе се согласат од тие имиња. И одма комисијата треба да држи состанок и да му предложи на собранието да бидат избрани, и тоа со двотретинско мнозинство се бират новите членови. Така да мислам дека од понеделник тоа е крајно до четврток треба да се заврши. Потоа одлуката за носење за референдум исто така, значи паралелно може да биде, така да фаќат рокови до крајот на овој месец. Бидејќи членот што е 22 што уредува најмалку 60 дена, не повеќе од 90 дена, значи влегуваме дека не можеме пред 15 септември да организираме референдумот. А што е понатамо организирање референдум, уште е по-лошо процедурите за менување на уставот. Значи, прво одлуката за носење за измена на устав, па потоа нацрт амандманите, па потоа усвојување и така натаму. И мислам дека овие 8 дена што остана на овој месец, мислам дека треба собранието од понеделник да ги заврши итно овие работи за да фаќаме роковите. Она што може да се случи и да го успори процесот е деловнички, како што бива кај нас, да траат сесиите подолго, да се бара збор и слично. Како тоа да се спречи во еден ваков цајт, да речем еден таков теснец, како што вели Јакупи, затоа што не само сега, дури да се распише референдум, да биде успешен, потоа треба да се промени уставот, затоа е потребно двотретинско мнозинство, меѓутоа исто така амандманска расправа. Добро, значи во цело време дебатата е добра, што прво треба да се надминат овие проблеми кои треба да се случуваат следната недела. Мислам, ако се надминат тие проблеми, а никој не е против референдумот, значи без разлика што договорот помина во собранието и се ратификува, јас мислам и покрај обструкциите на председателот, јавно се кажат дека ќе има референдум. Јавно се кажа, ево да кажеме, дека тој референдум ќе е одлучувачки и дека одлуката од референдумот ќе е задолжителна. И затоа не можам да сватам кој би обструирал и со кои намери, бидејќи после одлуката од референдумот не би требало да има било какви обструкции во однос на донесување на уставните измени. Кој ќе го прави тоа, носи голема одговорност. Јас кажав дека веќе
доаѓаме и до одредена кривична одговорност веќе во некои постапки. Бидејќи се одлучи да се оди на референдум и треба да се создадат условите референдумот да нема ниту една дамка. И ако сите ја почитуваат било каква да е одлуката од референдумот, јас не гледам веќе проблеми да процедурата во собрание некој се дрзне после тоа да ја обструира. Веќе тоа, извините, но се носи прашања... историска одговорност. Не е само историска, тука веќе одговорноста. Бидејќи се работи за одлука донесена на референдум на државно ниво, не е ова референдум на локално ниво, се работи на државно ниво, каде што секој може слободно да си изрази волјата и за тоа да му се создадат услови. А потоа политичарите и сите надлежни институции не гледам дека би можеле таа одлука да не ја спроведат. Нема референдумот дава одговори и за успешноста на политиката и на власта и на опозицијата, и тоа мора се почитува. И мислам, тоа е делобрички тоа ќе делува можеби и на резултатите од следните избори. Меѓутоа, она што го забавува технички процесот е непотпишувањето на указот на Иванов, кој што не е обврзан и потребен за да биде ратификацијата, меѓутоа 7 дена треба да се чека за повторно гласање. Тоа троши време. Да, троши време. Од друга страна, еве денеска колегите во некои портали дадоа и подсетување дека Андов го потпише указот за ратификација на договорот со Грција 6 дена по атентатот на Глигоров. Значи во едни такви услови сепак се потпиша тоа во 95 на 9 октомври. Сакам да кажам дека троши време, меѓутоа, ако пак собранието има план за работа, а сега мора да има, и ако направи нешто такво, тогаш сите овие рокови и Иванов треба да го предвиди. Точните 7 дена кога ќе завршат треба да го предвиди и се навистина од понеделник треба да тече по некој план. Има ли воопшто такво нешто? Видете, секој треба да си ја преземе својата работа одговорно и дел од одговорност за успешно функционирање на државата, меѓу другото и за успешно спроведување на ваков референдум, сите треба да се издигнат на нивото на политичките функции што ги поседуваат. Тие ги представуваат граѓаните. Навистина, наша несреќа е, нека ми прости, ама што во еден историски момент, оваков значај, ние имаме една несреќна политичка и човечка фигура на чело на државата, кој со кршење на Уставот сака да го штити Уставот. Не можем, вие ги споменувате како номери, сите тие примери. И аболиција, па пишма на аболиција, па непотпишување законот за јазиците, па спречување на пуч или стимулација на пуч, па еве сега не сака да го потпишува. Значи, тој не ја извршува својата уставна должност. Во кривичното право има кривично дело злоупотреба на функција и овластување. Ако Иванов не го потпише закон, он има право на суспензивно вето, законот да не го потпише указот за прогласување на законот за потпишување ратификација на договорот. Второто гласење на собранието е императивно. Во Уставот не пишува дека он ќе испитува, дали ќе оценува. Он е должен. Должноста повлекува одговорност. Ја искрено се прашувам често пати, дури со еден обвинител разговара, зошто за него немаше досега кривична пријава? Се појави прашувањето за импичмент од страна. Не, импичментот е политичка одговорност. Јас говорам за кривична одговорност. Тој човек треба кривично да одговара, бидејќи тој штети на државата. Тој работи директно против интересите на државата. Од суета, дали не е консултиран, и си ги надминува неговите. Не може, па знаете што, него сега може да не му се допаѓа ниту еден закон. И он ќе рече, ниту еден закон не сакам да потпишувам. И како ќе функционира системот? Он е над собранието. Колку може председателот да влие, господин Јакупи, на референдумот, односно на одлуките за референдум? Јас мислам дека нема директно влијание, меѓутоа... Вака, сега влијание... Зборувам технички, еве, ние затоа викаме уште 7 дена, ама 7 се чекаат и слично. Тоа технички влијание и на така начин, јас мислам дека нема да има некоја влијание што може по објавувањето на референдумот. Така да мислам дека тоа е... Меѓутоа, јас се слагам, бидејќи Уставот затоа не предвидувал кога е должен
да потпишеш нешто, не можеш да преземаш, да кочиш цел систем, еден систем на една држава. Значи, такво вето не постои ни во светот. Така да, затоа може се поколебал и премиерот го мешал во вториот дел кога кажа консултативен и ово задолжителен. Значи да не мисли дека ако не го потпише указот и за да се мисли Ма веќе имавме едно вакво искуство со непотпишување на указ и второ гласање. Вака отварам дилема зашто вака. Нема, тој е релативизиран сега, извине, тој не е релативизиран. Во договорот стои наша врска е да собранието да го ратификува договорот. Добро, не бара указот за прогласување на законот да го потпише. Уште се меша или објавата во службен весник. Или објавата во службен весник. И тоа не е предвидено. Новаковски, едно прашање за кое што нема време да се дискутира, меѓутоа колку тоа може да влие. Во Македонија нема попис и пред референдумот нема да има попис. Тоа е сосема известно. Колку и не завршената и таа работа не може да влие во бројот на гласачи, односно на оние што се на избирачкиот список, меѓутоа како вие тоа го толкувате? Значи Македонија после 27 години има еден одлучувачки референдум за кој што ние вечерва дискутираме и се појасен е фактот дека не се направени доволно подготовките, нема попис, многу отворени прашања. Добро, мислам прашањето во однос на пописот, јас упорно стојам на мојот став и не се согласувам со сите експерти кои излегоа и кажаа дека нема добар избирачки список ако нема попис. Пописот е сосема друга статистичка операција и тој е многу битен за државата и најбитен да виде и во случајов да се виде да видиме колку населени. Кај нас не се изнајде храброст, например, за тој попис да се најавува сега дека се спроведе, но доаѓа референдумот. Може би никој и не беше толку оптимиста дека ќе се случи да се потпише договорот со Грција, за сите беше во моментите, знаете, исчекување. И сега повторно ќе се поврзува пописот со списокот, не треба да се поврзува воопшто. Списокот се надевам дека во ДИК се работи, но списокот ако не е добро ажуриран и подготвуван во овој период кога имаме повторно период без државна изборна комисија, подолг период, има служба, но без се надеваме да е добар, може да создаде проблем баш околу цензусот. А во однос на гласањата кои ги споменавме дилемите, исто дали ќе гласа диаспората. Значи тие одлуки се крупни. Некој треба да ги донесе. Не можеме ние овде да ги донесеме, ние можеме само да ги споменеме. Не може да се ставаат под тепих, бидејќи некој можеби ги чува за да ги отвори од кога ќе се распише референдумот, па да се создаде хаос. Значи има многу дилеми и околу гласањето. Потоа, повторно ќе кажам, пописот е многу битен, но никој не се најде храбар во овие години да каже, како што во некои држави се направи, имајќи го предвид дали ние имаме точен попис на диаспора. Нека побара некоја надлежна институција, ние со господинот Цуки, кога беше подпредседател, јас председател, кога ќе ги добивавме списоците, не ги ни покажувавме. Значи, тука се проблемите. Институциите немаат точен попис на диаспора и затоа пописот да не го мешаме со избирачкиот список. Нашиот закон е јасен, секој државјанин на Република Македонија кој е запишен во избирачки список има право да гласа. Дали е прочистен или не, тоа нема никаква поврзаност со пописот, најодговорно го тврдам. И за крај имаме уште по минута за едно политичко прашање. Она што следува идната недела е состанокот во Брисел на Европската Унија. Денеска доби Македонија поддршка од Германија за отварање на преговори со ЕУ, меѓутоа тоа ќе зависи од одлуката на премиерите на влади и од Холандија, која исто така даде поддршка, меѓутоа и од Франција ќе зависи, која исто така во клучна во однос на проширувањето. Колку самитот идната недела навистина ќе влие и на овдешното расположение,
Столтенберг беше јасен дека ние сме го направиле првиот чекор и тие ќе го направат првиот чекор, меѓутоа се ЕУ се уште сме во неизвестност и неизвестно е дали воопшто ќе биде ова идеја на Холандија и Германија и прифатена од сите. Видите, факт е дека Европската Унија има своји внатрешни проблеми. Има некои приоритети. Сега се прави нова архитектура, односно Макрон и Меркел заговарат нова европска архитектура, нова улога, еве сега сакаат валута, па единствена одбрана и така натаму. Можда земјите од Западен Балкан не им се вклопуваат во таа слика како треба да изгледа. Но ако со години наназад ја убедува Македонија, ни помага сите тие фактори, мислам, ред е да си го додржат зборот. Ако инсистира Македонија и Грција уште од 95 година, од времената спогодба дека треба да седнат да го договорат, да го надминат проблемот со името, еве дојдовме до степен тоа да го, после толку години да се најдат грчки политичари кои што не верувам дека автономно одлучиле со Македонија да го решат проблемот, туку под директна и сугестија, молење, притисок, пак сакате, ја не кримам, за мене е доста симптоматично зашто баш денес ја надминуваат финанската криза во Грција. Да, тоа беше весно ден во Грција. Така да, има тука многу фактори. Верувам дека ќе си го додржат зборот. Ако во тој non-paper беа подпишани Франција, Холандија, Луксембург, не знам дали Данска беше, еве сите други отстапија, офанзивата на Германија е многу силна. Претпоставувам дека и господин Макрон и Франција треба да ја согледат нашата реалност и дека овој момент да го препознаат моментумот кога од двете страни постои подготвеност, да го искористиме, зашто година се изборите во Грција. Не знам дали нацистите, односно националистите, па некои фашисти нема да дојдат на власт и целиот овој труд да се стави во вода. Така да верувам сепак, за НАТО сум сигурен дека ние ќе станеме членки, односно ќе добиеме покана за НАТО, ама тоа се ратификува покасно во парламентите, а за Европската Унија веројатно ќе треба се крши полека отпорот на Франција, остана само тој проблем. Јакупи, какви се вашите очекувања, затоа што ние цело време зборуваме за референдум, меѓутоа и излезноста на референдумот и одлуката на граѓаните навистина ќе зависи и од однесувањето на Европската Унија и колку граѓаните ќе бидат разожарени или пак ќе бидат среќни што Македонија има просперитет. За тоа навистина е многу битно на психозата. Ние до сега зборивме за техниките за референдум, ама сега и за Вака, јас се слагам дека без помошта на овие земји немаше да успеаме со Грција да имаме овој договор. Мислам дека ова е многу сериозна работа со која и граѓаните очекуваат со една реалност да ја сваќат и со една озбилност за која и да има и да помине и референдумот. И мислам дека тука е шансата, бидејќи ако зборувам јас со студентите кои ни бегат, сите тој добри студенти, значи и кажуваат дека овде нема перспектива, а сега очекуваат ова, мислам дека стварно сериозно ја сваќат, очекуваат и мислам дека ќе успееме и да имаме и цензус и да помине и референдумот и понатаму да даваме шанси понатаму на ова што ми е објаснивме денеска за добрата на иднината на земјата, а ние што живееме тука, ние знаеме транзиција. Транзиција не е 27 години, транзиција 5 години. А ние веќе потрошивме цел време, вие генерации, ние па... Да, има деца што се родиле пред 27 години, цел живот само за... И јас ги гледам студентите дека сварно очекува со многу сериозност ова работа. Зборувам за студенти кај предавам ја на кај албанците. Морам да ве прекинам заради тоа што немаме време. Новаковски, вашите како со очекување, колку овие сите решенија во европската политика дефинитивно ќе влијаат на изјаснувањето на референдумот, на цензусот и на одговорот? Убеден сум дека ќе имаат влијание. Тука нема дилема, имајќи во предвид расположението на Република Македонија, граѓаните кои апсолутно се за евроинтеграција и мислам дека Европската Унија која се замеша
и се вклучи директно, не е тоа веќе посредник, него директно се вклучи во сите случувања во Македонија околу промената на власта, па започнување на преговорите интензивни со Грција, се надевам дека ќе се исполни и таа должноста, бидејќи тоа ќе и за нив голем проблем, ако Македонија не добие да не почне со преговори. И ме зачудува мене фактот и не верувам во сите извештаи дали председателот на Франција има дилеми, бидејќи најактивен на политичката сцена кај нас беше францускиот амбасадор. Може би зависи од карактерот на амбасадорот. И затоа јас сега малку сум пооптимист дека тоа ќе се надмине. Ви благодарам многу што разјаснивте многу работи кои што пред себе треба од понеделник пратениците да ги имаат за задача, а потоа и новоизбраните членови на Државната изборна комисија. Јас се надевам дека некој ве слушал од оние што ќе бидат decision makeri, што би се рекло од понеделник и навистина ќе треба да се зафатат за работа, а и оние кои што даваат брзоплети изјави да ги видат правните толкувања на прашањата за референдум и како всушност тие треба да се постават. И ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, за вниманието. Останете на програмите на Телом. Благодарам.